Космос на Фијат Цановски не се градел по одобрениот проект, а кога се рушал, наместо 3 подземни нивоа имал 2, кои ни приближно не го задоволувале бројот на потребни паркинг места, додека пак објектот бил повисок за 1,43 метри од приземната плоча. Ова денеска пред судот, нарочистото познато како ТНТ, го кажа вештото лице Роска Пачемска. Според незините зборови, обврзувачки и непроменливи се 3 апсолутни коти на улицата, на тротоарот и на приземјето. Инвеститорот мора да гради согласно техничката документација која е заверена и одобрена. Во случајов, ФИН е имал кај себе чисти и валидни проекти пред да ја започне градбата и морал да се придржува стриктно до 3 коти. Но подосна, во тикот на градбата, инвеститорот не се придржувал до проектот. Според Пачемска, не е вистина она што Фијат Цановски го тврди, дека подигањето на објектот за 1,43 метри е бидејќи под објектот имало подземни води. Како што кажа таа, испитувањата биле нарачани во 2009 година и тоа од самиот инвеститор, така што според неа ова нивно тврдење е безпредметно. Денеска покрај Пачемска во судот во улога на вешто лице на СЈО беше и професорот Мирослав Грчев, но според законите тој не може да има таа улога, бидејќи не е геодет. Законот за градење е дециден и според него само геодет може да врши мерење по вертикала и хоризонтала на објект и да ги споредува котите од одобрен проект со изграден објект. Ниту архитект, ниту урбанист смеат да го прават тоа, туку само геодетски стручни лица овластени за таа проблематика. Во случајот ТНТ за рушењето на Космос, обвинете се поранешниот премиер Никола Груевски, поранешниот прв човек на транспорт и врски Милјана Киевски, екс-градоначалникот на Гази Баба Тони Трајковски и вработените во општината Елизабета Најдовска, Насер Алев, Марика Зафировска и Александра Димитриева.